Еден по еден тениските терени ги обраснува трева и ги прави нефункционални за спорт и рекреација. Дали општата криза удри и врз спортските објекти или пак во прашање е само пословична негрижа кон се што е општонародно, е прашањето на кое некој треба да даде одговор. Меѓутоа, жално е да се гледа како пропаѓаат терени кои беа гордост на Кочани поради фактот дека такви ретко има во државата. И денеска околу терените нема никој задолжен да ги одржува и средува за на нив да може да се тренира и рекреира. Тениските спортски терени во рамки на спортско-рекреативниот центар Акватен представува своевремено гордост на Кочани, бидејќи секој што дошол овде да поигра тенис вели дека биле меѓу најдобро средените во државата. Меѓутоа, во последно време се препуштени сами на себе, треба никнува на сите страни и самата околина на терените е прилично пошумена, односно со бујна вегетација од трева, трње и други предмети кои создаваат грда слика и кои ги одвраќаат оние кои сакаат да играат рекреативно тенис, но и веројатно младите кои овде сакаат да се занимаваат со овој спорт. Овие терени заедно со целиот центар се во рамките на приватно партнерство, дадени на приватна фирма која стопанисува со нив, меѓутоа, како што стојат работите, сето тоа засега мошне лошо функционира. Уште полоша е состојбата околу терените каде тревата некаде израснала над 1 метар, некаде е окосена, но стои на бетонските патеки, канти, седалки и други дотрајни предмети расфрлени насекаде, како некој одамно да заборавил дека нешто за да се има треба да се одржува. Најзагрижени се сведоците на пропаѓањето на тениските терени кои секојдневно доаѓаат овде да рекреираат и спортуваат, а за тоа плаќаат по 200 денари за 1 час. Ако подитно не се преземат мерки, за кусо време требата ќе го направи своето, па секоја подоцнечна реконструкција ќе чини многу труд и многу пари. Поедини рекреативци, помалку во шега, велат како може за скапи концерти да се има средства, а за вакви капитални спортски објекти да не се води грижа.